Вардар е во големото финале на Шампионската лига, во својот дебитантски настап успеа да ја победи големата Барселона, која навистина се бореше до самиот крај, меѓутоа Вардар покажа еден победнички карактер и менталитет на овој полуфинален меч кој беше практично според она што се прикажа на оваа средба како финале пред финалето. Видовме две различни полувремења. Во првиот дел Вардар во првите 15 на минути и не беше така конкурентен во дуелот со Барселона, која во еден момент имаше и 3 разлика, но финишот му припадна на нашиот шампион, кој на крајот имаше гол предност по првите 30 минути. Во вторите 30 минути од ова фантастично и драматично полуфинале Вардар имаше целосна контрола на резултатот, иако се играше гол за гол. Вардар водеше постојано, освен само еднаш во вториот дел, кога Барселона успеа да го сврти резултатот во своја корист, меѓутоа тоа беше се што каталонците направија. Вардар покажа дека може, дека знае како против еден голем и далеку поискусен тим од него во вакви надпревари шокантни и во завршница на Лига на шампионите. Нашиот првак покажа навистина извонреден победнички менталитет, во кој на крај беше крунисан со голот на Циндрич во последната секунда од мечот за голема победа од 26-25. Вардар, како што реков, во вториот дел тотално доминираше резултатски, иако не се одлепи со повеќе од 2 гола разлика, само во 2 наврати, 20-18, 21-19, потоа се играше гол за гол, но Вардар беше тимот кој одигра цврсто. Како што и се очекуваше, така и се покажа. Одбраната беше клучна за победата. Арпад Штербик беше извонреден на голот. Не би можеле да ги издвоиме некои поединци како клучни за победата, бидејќи како што и најави тренерот Раул Гонзалес, Вардар ќе игра тимски. Тоа го прикаже и на средбата со Барселона, покажа дека со тимска игра може да се совлада каталонскиот тим и шпанскиот шампион. Нашиот тренер беше и тоа како задоволен по полуфиналето, па да слушнеме како размислува Гонзалес веднаш по победата против Барселона. Со многу притисок, направиме многу грешки на првите 15 минути од прво полувреме, ама играчите се потрудија многу, знаеме дека ќе имаме шанса да играме така цел напревар и до крај имаме среќа и треба да играме финале и за нас, јас мислам, еден голем успех, за Македонија исто така, што ние сме тука, што ние сме од Македонија и ние сме, јас сум горди, што играчите се сонесува супер цел напревар, цела сезона и сега треба да играме уште еден напревар, треба да се спремаме финал, јас не сакам да зборуваш. Пари Сен-Жермен е следен наменито на Вардар, можеме ли до титула? Сега не знам, зашто ние не се спремаме ништо, само сакав да се фокусираме околу прв напревар, така беше, сега имаме време за спор, ќе се спремаме се и утре ќе видиме, зашто треба да се време дека се играме ова финал, зашто немаме многу време да одмориме, зашто втора полуфинал е потешка секогаш. Уште едно прашање само. Пари Сен-Жермен е тим кој е многу моќен, меѓутоа не играат баш така тимски, индивидуално играат доста и дали е тоа шансата на Вардар за титула? Шанса имаме, зашто имаме исто така многу добри играчи, така имаме зашто не треба да играме финале против нив. Тогаш не сакам да мислам, јас мислам дека играмо така, да имаме шанса, имаме зелби да победиме, ама знаеме дека е тешко, ама сум многу реки. Барселона е на колена, но следен е Пари Сен-Жермен. Шпанската екипа покажа дека може да одигра навистина тежок надпревар и под притисок, во кој за крајот сепак Вардар беше тимот кој се радуваше на победата. Кирил Лазаров и Борко Ристовски се двајцата наши играчи кои настапуваат за шпанска Барселона. Лазаров беше еден од најдобрите поединци кај шпанците, иако не доби голема минутажа на овој меч, беше меѓу најефикасните. Меѓутоа и Лазаров и Борко Ристовски го признаа поразот од Вардар, му честитаа и му посакаа успех против Пари Сен-Жермен. Предлагам сега да ги слушнеме и нивните изјави. Па играат во финалето, сигурно дека заслужија.
Мислам дека одигравме стварно квалитетен надпревар и ние и Вардар и на крај решава нијансите како што имаме бувавме пред почетокот. Вардар е доста квалитетен, доста незгоден противник, така да може да се каже дека ајде и подобриот и посрекниот тим оди во финалите. Уште еднаш честитки заслужено. Честитам на Вардар да им посакам среќа во финалето. Такви се овие надпревари. Некој со повеќе среќа, некој со помалку. Немаше да биде незаслужено да добиевме и ние. Еве, Вардар даде гол во последните 3 секунди. Ова не се случува на нас, еве, во 3 години веќе 2 пати, еднаш против Ленсбург, исто во полуфинале во последна секунда. Не можам да кажам дека не заслужено, напротив, Вардар заслужено. Немаше да биде незаслужено и ние да добиеме. И ништо, многу среќа на Вардар, мислам права мушки надпревар. Очекувавме дека во последни 5 минути, тоа го знаевме дека ќе се реши, не очекував лесен надпревар, дека било кој од типовните ќе го добие со голема разлика и ево, честити уште еднаш и многу среќа. Победивме една многу голема екипа во името на Барселона, одиме сега на дуел со уште една нова голема екипа како што е Пари Сен-Жермен, но Вардар е спремен, Вардар е подготвен, има малку време за одмор и се надеваме дека тренерот Гонзалес ќе ја спреми тактиката како за Барселона, успешно, така и за Пари Сен-Жермен, успешно и дека ќе се радуваме на титула на Вардар во Лигата на шампионите, што ќе биде и тоа како голем успех за нашиот првак и за македонскиот ракомет и македонската држава воопшто.